Министре, деновиве актуелен е новиот извештај на Рајнхард Прибе. Зошто Прибе чувствува потреба да прати порака до новата влада дека не треба да се појави нова криза во Македонија од типот една заробена држава, состојба на заробена држава да биде заменета со друга? Ние во основа, прво, прашањето веројатно е за него, можеме да шпекулираме на што мислел. Тој таа констатација споменува во параграфот 13 и после тоа зборува дека ќе има во блиска иднина тестови што ќе покажат во кој правец се движи Македонија. Можно е да мисли на потребата идниот јавен обвинител да биде вистина независен, да не добива политички наредби и сугестии од било која страна. Може би мисли на престојните реформи во безбедносните служби, во делот на прислушкувањето. Во секој случај, како политичка порака, ние како влада апсолутно се согласуваме со него. Македонија мора да ја извлече и да ја научи лекцијата од кризата, дека институциите не смеат да бидат приватизирани и партизирани. Во изминатите недели и месеци имавте бројни средби со министри колеги пред се од Европската унија. Какви се перспективите на Македонија за отворање на пристапни преговори со Унијата и конечно добивање покана за членство во НАТО? Во основа, практично во 100 дена успеавме да направиме очигледен пресврт во тоа како се гледа на Македонија во светот и во контекст на Европската унија и во контекст на НАТО алијансата. Многу голем дел од старите пријатели се вратени, правиме нови пријатели. Мислам дека се надзира патот, мислам дека одговорноста за пропуштени шанси е најголема, дури и поголема од грешки или од погрешни политики. Наше е, после толку време чекање на станицата, да го фатиме возот. Јас сум оптимист и тоа се темели прво во однос на решителноста во контекст на ова со Прибе што го разговаравме, да си ја завршиме работата дома. Второ, нашата криза даде лекција и на самата Европска унија и на институциите што ја водат, дека е многу тешко една држава да оди напред кога има затворени врати, кога нема перспектива. Така што чувствувам сигнали, расположение и мислам дека ако се правиме добро, ќе се отворат вратите идната година во контекст на почнувањето на преговори со ЕУ. И секако тука е она што го правиме со соседите, тоа што го направивме со Бугарија, со договора за добро соседство и чекорите што ги правиме за да стекнеме довреба со Грција. Своевремено Македонија пропушти така наречената Агенда 2000. Сега е во најава на една нова агенда која што на некој начин како да им овозможува или им гарантира на Црна Гора и на Србија дека ќе станат членки до 2025 година. Дали Македонија може да испушти уште една историска шанса? Ние не смееме веќе да си ги пропуштаме шансите. Изјавата на Јункер е убав сигнал за регионот. Истиот тој Јункер кој што имаше во неговиот првичен говор како председател на Европска комисија, практично еден ладен туш пушти за Балканот. Сега очигледно се евалуира мислењето и приодот на Брисел кон нашиот регион и ова е еден вид политичка порака. Мислиме на вас, вашето место е во Европа, дури имаме и временска рамка, мораме да направиме се и имаме шанси, бидејќи на Македонија се гледа дури како на нова држава, во основа од последната политичка промена, мораме да направиме се да ги убедиме дека треба да го фатиме тој воз, заедно со Црна Гора, заедно со Србија. Во наредните 10 дена во рамките на Генералната асамблеја на Обединетите нации имате повеќе од 10 билатерални средби со министри колеги, но исто така и со представници, да кажеме, на американскиот Стейт департамент, како што е подсекретарот за политички работи. Какви пореки очекувате од некои од најзначајните средби, меѓу кои што и со представникот на Вашингтон? Дел е представување на новото лице на Македонија, на новата ситуација. Да речеме, министерот за надворешни на Канада. Јас би сакал и со нив да имаме едно убаво разбирање и голема поддршка, бидејќи Канада е земја која што инспирира и во демократскиот дел и во економскиот дел. А дел ќе бидат пооперативни, размена на информации, докаде сме, градење заедничка стратегија и така гледам и на средбата со Томас Шенон, подсекретарот за
политички прашања во Стејт департментот. Благодарам. Благодарам.